Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во Кичевскиот регион, кој се наоѓа во западниот дел на Република Македонија, сместен во Кичевската котлина. Овој пат решив да прошетам низ оваа историска географска област, низ историјата позната како Кичевија, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за културно-историските знаменитости во оваа регија, за чиј регион устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Каде да појдете во атарот на ова регија, ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секое парче камен, секоја капка вода на вистина историја на овој регион. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, и овој пат во ова село дојдов рано, мощне рано, во утринските часови што се вели. Денот по утрото се познава, вели народот. Сонцето што туку беше изгрејано над плодното Вранешничко поле, каде што селото Вранешница раскошно блескотеше под зраците на Кичевското сонце, распослано во пазовите на Турла планина. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите. Драги мои, има две добри причини. Едната, мештаните да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви раскажам делот непорекливата драгоцена слика за селото Вранешница, низ времето, надополнето со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, а другата е поканата на моите домајчини, мештаните од ова село, да присуствувам на пригодната празнична прослава, што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на којницата Илинденски којнички марш од Бигорски манастир по патот на Срешовото топче 2018 во организација на Сдруженијето на граѓани Бигорски манастир по патот на Срешовото топче од гостјеварското село Зубовце, кое по 9 пат и ова 2018 господово лето на 27 јули 2018 година од селото Зубовце тргнаа кон Мечкинкамен за да на сам ден на Илинден им оддадат почит на илинденците кои ги положија своите животи на одарот на слободата и за слободна и независна држава Македонија. Но пред да ја видите приказната за пригодната празнична прослава што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на Илинденскиот којнички марш од Бигорски манастир по патот на Срешовото топче, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи. Село Вранештица се наоѓа негде околу 10 километри од Кичево, сместено е во пазувите на Баба планина. Исто така околу него се наоѓаат селата Цир преку Турла што викаме, Староец, тука е Челопеци, Лисичани, селото Атишта. Колку куќи брои селото и колку жители? Моментално жители кои живеат во Вранешица се околу 350 жители, околу 200 до 230 куќи. А во поранешно, да речеме од 90-тите години негде,
имаше околу 700-750, што значи дека селото е во опаѓање. Значи, во опаѓање, бидејќи, ќе речеме, од некоја причина што младите се малце постари, а не се оженет. Овде вака имаше и девојчиња, и момчиња, и од тука се земаа, тука остануваа. Сега момчиња имат, меѓутоа девојчиња немат. Од што живееле луѓето порано, што живеат денеска? Претежно се живеело од гранчарство. Не само од гранчарство, да не речам, и доста имат наши луѓе кои се иселени во Австралија, Америка, исто и на привремена работа во Германија, Швајцарија, доста луѓе. Така да претежно со таа, со земјоделие ретко се занимаваат, така да индивидуално нешто. Прв пат селото Вранешница во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византинскиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византинскиот император Василий II во црковната грамота на царот Константин Асентих од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Вранешница припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многувековен бисер, манастирот Света Богородица Пречиста Кичевска, меѓународот попознат како Кичевскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во обновениот Кичевски манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрije Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, исто така посветена за манастирот Света Богородица Пречиста Кичевска. Летната слава на селото Вранешница или иде. Селото наше има 230 куќи. Во селото наше постојат 3 цркви, од кои првата Свети Никола и 2 помали цркви Свети Ѓорѓе и Свети Илија. Свети Илија и Свети Ѓорѓе се негде од 13 век. Тие 2 цркви за една ноќ се изградени за време на турското. Овие 3 цркви имаат свој слави, од кој селото ги слави, повише го слави, пола селото го слави Свети Никола, па Свети Ѓорѓе го слават од црквичето, а од Свети Илија само Елиден се славите. Памти века во завршило крштевање кај црквата Свети Никола. Долго време немаше такви работи крштевки кои децата ги крштева или во Кичево или во манастирот Света Пречиста, а овие последни 2-3 години почна да се прават во нашата црква Свети Никола и крштевки, а почна и да се прават венчавки на свадби. Тоа многу добро во селото што се прави венчавките и крштевките. Во пишаните отомански дефтери, селото Вранешница се спомнува во отоманскиот пописен тапи дефтер број 4 од 1476 година, каде што селото се споменува како село Врнеш, што означува простор каде што најмногу врнел дожд, во кое село живеат 52 домаќинства, сите рисјани. Исто така селото Вранешница под истото име се спомнува и во отоманскиот пописен тапи дефтер број 8
од 1477 година за времето на владеењето на отоманскиот султан Бајазид, а е во собственост на Назир Паша, чиј негов вакуф се простирал од Шкодра па се до Кичевската Копачија, а му припаѓал на румелискиот Беглер Беглус. Вранешница исто така е запишена и во пописниот дефтер од 1562 година, кое е припаѓало на вакуфот на Саид Паша, на вакуфот на Устрев ага и на вакуфот на Демо ага, каде што живеат 70 домаќинства сите рисјани. Во отоманскиот дефтер од 1470 година е запишено дека купниот данок кој селото го плаќало изнесувал 1380 акчиња, каде што исто така селото било задолжено да плаќа данок од пченица 10 мудови, данок од јачвен 1 муд, овеци, рж и улишта 98 акчиња, а од ушур од овоше 30 акчиња. Ова е одбиране сама да се прави. Тешко е ли граѓанството? Тешко е, да е. Лесно сите ќе се учат. Тешко е, али мора да се живее. Така. Да. Колку дена се наричаме на копа глина за колку килограми и за колку време ќе ти стаса тоа? Ами, ние сега копаме за зимава да работиме, во снего да не Така? се мачиме. Колку мина се дома? Дома, 6 души. 6 души, е? Машала, добро е. Добро е. Како се вика ова место кај што ја копате глината? Ова калници. Калници? Ова нивје, да, Така? цело село. Освен ова место, има ли ватерно село и на друго место кај што се копа глина за тие? Има тие се собствени нивје. Така? А Тишконо и Лазоева. Така. Што се произведуваш денеска? Па све произведуваме рашно, што ќе видиме, тоа ќе направиме. Грнче било, лаганка било, тавчина. Јас како дете многу се радував, инаќе сум потекло од Рилево, кога Идевме со магарина. така, кога ќе купува бардина и дулина. Да, за Довден. За Довден. Ајде да се сетиш како беше животот пред 40 години и денешниот. Со истава работа со млечарските производи. Животот беше мачен, со којни идевме јас за Крушево, секој вели четврток идев и откупуваше еден пиларница што имаше, коле бардуле што вика. Така? Во Крушево. Тој ќе ни земе на вечер и дента ќе се и продава. Ние Тука ова глина има две врсти на глини. Ова глина се користи за дренажи на куќи, кај што има вода. И идат луѓе тука, земат, ги носат и ова глина не пропушат вода. А другата глина се наоѓа малу поагоре, таа исклучиво е за грнчарите. И грнчарите користат таа за стомни, за тави, за грнина. Многу луѓе идат од вака и плюс ова глина е и лековита, ако се пресечеш да речеме на раката, да ставиш за еден ден здраве. Во втората половина на 17 век селото Вранешница му припаѓало на тимарот Адем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле Дозен ага, Кара Мустафа бек, Абдул ага, Сейди бек, Јолдаш бек, Назис Ахмед бек. Во ова време во селото живееле 74 домаќинства, сите рисјански. Пред крајот на турското владење, соственици на чифлиците во селото Вранешница биле Хаджи Шукри бег, Адил бег и Исмаил Казас ага, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслан, Тевди бег, Аджи Абдула бег и Аджи Рауф бег.
Овие чифли сајби изградиле неколку кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чипчиите кои работеле на чифлизите на претходно споменатите бегови. Добра си, добра. Добра да речеме, кога добра, кога не добра. Како се викаш? А? Како ти е името? Добрица. Добрица. Колку години имаш? 31. Те служи здравието, те служи. Те служи здравието, велам. Слушајте до. Дали те служи здравието? Кога служи сега, не знам, потешко ми е желудецот нешто, па како ќе биде? Како ти се викаше домајчино? А? Домајчино како ти се вика? Цане. Ти од кај си родом, од овде, од Градешница? Од кај си родом? Од тука, од село, од Вранештица. Така. Што да правиме? Мора да се мачиме. Дека селото Вранесница на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, патриаршија од 1394 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Сега ќе ви покажам како се обработува глината пред да почнеме на грчаското тркало. Значи првен со лопата, Прво со лопата ја закиснуваме Така. и ја газиме со нозе. туреш малце вода, така? Вода, малко да иде помека. Така. Да ја пати машината. Така. Исклучиво се гази со пиротски опинци, така? Да, со пироци и опици се гази. Газиме 2 пати, 3 пати. Така. Порано рашно работеме, сега со машина е мелене. 2 пати. Сега, значи, пред ова убаво да се домеси, така? Да, Така. измесам глината. И ова е уметност што се вика, а? Абе, џерманци иде, абе, рече, овде сме плитки, рече. Много разбирате. Затоа рече, секој нема да се научи. Така е, така е. Што да прави, бе, еднаквите на те ради.
Порано скоро секоја куќа имаше грнчарско тркало во. 75 грнчари. Работевме со ова. Така. Со камиони терахме Прилеп, Битола, за доден. По колку ден останувавте на пазар, да речеме, колку? Па по 3 недели обавезно, дали ден без доден. 6. Се радували твоите дома кој ќе си дојдеше во очи, кој ќе им кажеше добро е, ги продадоле Да, се градината зелове. радувавме да покриеш порези, прирези. Така, така, така. Која вода е поладна, убава во бардето или во чашата? Во бардината поуба е. Како проверувате да речеме дали бардето тиши некаде, дали ви испуста пред да го дадиш? Па со дување на Така? воздух на устите. Така. Отприлика, колку ќе собира вода ова? 2 литра, 3 литра? Па до пола литар. Зависи. Помало. Помало, а? Колку време треба да речеме да одлежи водата во бардето за да што се вика упија и да не пушта? Па нема, то се сеќава за брзо време. Така, така. Ако пуштат, ќе каже одма. Или па да речеме Претежно на рачки, на Така. што се длучината. или да речеме кога правиш грнче, грабчето кој ќе се вари, Па убо е, постепено се вари. дали понекогаш кога ќе ги правиш овој грчарски производи и си подзапеваш да речеме, така песна ќе овој пеш да речеме. Запевај. Запеваме со радио малце. Така, така. Морат малу. Која да речеме вака песна најмногу ти лежи на срце, што се вика? А? Абе, старинските малу су и подзаборавија. Така, така. Така. Големо селото имаше многу девојчина, Така, машки имаше, навија раселени, така. па на 3-4 мала пеени имаше. Се движевме аргати, по катење, пченка, тутун, нишење. И работе, многу убави. Мојата кушна Слава Петковна, Како се викаше татко ти? Томе, Мајка ти? Фиданка. Порано беше повесело. Не знаевме за телефони, за едно друго. Имаше ли надпревар помеѓу грнчарите овде кој порна направил грнче, кој барде, кој дуле, кој Немаше стомна? љубомера голема, немаше. Така, Какви ќе си направиш, такви ќе си продаеш. така, Среќата секому својто ќе си донесе. така, така. Пред да го фатам бардето, треба да му поминам со жица маце да пресечам, да може да го фата за друго да направам. Почитувани гледачи мои, почитувани мои соселани. Еве овдека во селото Врнештица, овдека мештаните многу убаво ме причека. Ете видов дел од приказната, од многуте приказни кои што ми ги раскажаа мештаните од селото Врнештица, пред се приказната за гречарството. Овдека мојот домаќин Мирко ни ги покажа сите оние производи кои што ги прави и она што го рече дека најубавата вода ладна, освен изворската, е водата во бардето. Мојот домаќин Мирко ја проба, ама и јас ќе пробам. Охо, ајде си ја изгасаме жета. Ќе може од устинката од ова? Може, може. Малу да кркори. О, ако не верувате дека е водава ладна и убава во бардето, дојдете во селото Врнештица, дојдете кај мојот домаќин Чичко Мирко. Да. Ќе имате и барде, ќе имате и тава, ќе имате и Све. грнче Избор. за тапче грабче. Ама кај мојот домаќин ќе имате и убава сливова ракија, и тоа ракија препек овдека од Врнештица, и се разбира сите домаќини ќе ве причекат и субаво ќе ве испратат со една порака
да не го заборавите селото Вранестица, да дојдете овде во Вранестица, да видите што е убавина, а пред се, да видите што е домајчилак, пошто јас го осетив и ове го почувствував, но пак ќе речам, дојдете и вие да се уверите во тоа. Ќе се напием пак вода, ќе може? Може. Е стварно убаво. Е навистина убаво. Бога ми, мајсторе, алал ти вера да си ми здрави жив. И здрави, не пушта. И не пушта. Дека селото Вранесница на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, Селските насоби во Кичевијата, издадена во Белград 1979 година, за селото Вранесница го забележал следното. Селото Вранесница се распостила на просторот од некогашната заезерена тераца. На селото во возвишението Турла се наоѓа стар пат, по кој пат мештаните до ова село патувале за Битола. На западната страна од селото се издига планинската шумовита убавица Баба Сач и селските пасишта и ливади. Селото со вода за пиење се снабдува од единствената чешма, чие извориште се наоѓа високо во планината, која чешма ја изградил некој си Нико, а во негова чест мештаните и денеска ја викаат Никова чешма, а извориштето Никово извориште, и од неколку извори и кладенци, како што се Староечка чешма, Студени чешми, Крилатица, извориште Турла, извор Граореовец и други. Селото Вранесница има 6 мала, а во овие мала живеат 115 домаќинства. Селото Вранесница има неколку топографски викани места, како што се Мартинец, Староечка чешма, Дупен камен, Арсланичка кошара, Српска кула, Кутлишта, Јахор, Јаков брег, Стиниловци, Качев дол, Калиња и други викани места. Дека селото Вранесница е мощно старо село говорат и археолошките локалитети Горно Кале, Средно Кале и Долно Кале, каде што и денес се наоѓаат материјални остатоци од зидини и бедеми, глинени садови, керамичка опека и друг градежен материјал. Дека селото Вранесница е мощно старо село говорат и мощно старите цркви Свети Илија, Свети Ѓорѓија и Свети Никола, а дека овие македонски и христијански православни духовни светилишта се мощни стари говорат и остатоците од камените шкрилци со различна големина, кои биле носени од непосредната околина и остатоци од мерберните столбови во црквените дворови. Според устните преданија, овие 3 цркви врз стари темели биле обновени за време на отоманскиот султанот Бајазид. Според пишаните документи, селото Вранесница датира уште од римско време, првите жители на селото биле христијани. Во подалечното минато, мештаните од селото Вранесница учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период. Меѓу најпознатите војводи, комити или членови на тајната македонска одбраниско-револуционерна организација од селото Вранесница е македонскиот револуционер војводата Ванчо Србаков, учесник во македонското револуционерно движење, кој активно учествува во подготовките и за време на Илинденското востание, кој загинува 2 години после Илинденското востание, заедно со легендарниот војвода Христо Узунов во кичевското село Цер. Исто така Вранесница не ја избегнуваат воените дејствија, како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирано во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината.
И покрај развиеното гранчарство, сепак традиционалниот печалбарски начин на живење не се променил, гурбеджиството од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. На гурбет оделе најмногу во Белград, Софија, Букурешт и Стамбул. Во 30-тите години на 20 век во овие градови имало преку 50 дуќани од различен вид, претежно кафејани, акчилници, сладкарници, фурни и трговски дуќани, чии газди биле вранешничанци. Селото Вранешница уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите тие. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година, а наставата се одвивала во црквата Свети Никола на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот од семејниот род на поповци, родом од селото Карбуница, а бил учител во 2 учебни години, и тоа 1882-1883 година. Во учебната 1900-1901 година во Вранешница учителствува даскало Томо, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на тањата македонска одредничко-револуционерна организација, прв во оваа регија. Во селото Вранешница учители биле и Ноне Захариевич, Крсто Битович, Симо Стојанович, Ристо Антич и многу други. Кога секој добренамерник ќе дојде во Вранешница и кога ќе прошета ни селските сокачиња и пачиња, иако нема да ја види веќе старата традиционална македонска чаршинска архитектура, која порано ја имало ова село, сепак ќе се воодушеви од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Вранешница не е заборавено село. Селото Вранешница наликува на една современа приградска населба, на која населба може да и позавидат многу други приградски и градски населби во Република Македонија. Мештаните од селото Вранешница ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, но приказната како мештаните од ова село ја пречека којницата од овој годишен илинденски марш од Бигорски манастир по патот на Црешовото Топче, во организација на Сдруженијето на граѓани Бигорски манастир по патот на Црешовото Топче од гостјоварското село Зубовце, кој по 9 пат и ова 2018 господово лето, на 27 јули 2018 година, од селото Зубовце тргнаа кон Мечкин камен за да на сам ден на Илинден да им одадат почит на илинденците кои ги положија своите животи на одара на слободата и за слободна и независна држава Македонија, ќе ви доловам во наредната документарна репортажа за селото Вранешница.